Продолжуваме со останатите теми. Во тек е средбата на премиерот Мицкоски со председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, кој попладнево пристигна во Скопје во рамки на неговата втора турнеја на регионот. Пред владата е Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Мими, какви се очекувањата од средбата Мицкоски-Кошта? Така е, бубе пред малку стигна председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, кој го пречека председателот на владата Христијан Мицкоски, министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Тие во моментот имаат средба и разговор, но она што е многу очекувано е денеска што ја даде и премиерот Мицкоски изјавата дека тие се подготвени нели за било какви решенија, но не треба да се надминат гаранциите и да нема никакви авантури. Тука да ја слушаме изјавата на премиерот Мицкоски. Не фере и не сериозно е да се очекува дека ние сега најнаш ќе дојде висок европски политичар и ние најнаш ќе промениме позицијата и готово сме ја завршиле работата. Тоа нема. Второ, треба сите да знаат дека без ВМРО ДПМН оваа работа не била. Ние може да имаме политички аналфабети кои што на дневна основа артикулираат тема колку да ја држат темата, бидејќи така им рекле. Имаме за жал такви политички аналфабети во опозицијата, национално исплакнати луѓе, кои што единствено нешто кој што сакаа да го направат е некој денар плюс по принципот на стабри политиките и така натаму, но ние таква политика не водиме и немаме намера да водиме. Нашиот став е јасен. Само дајте ни еден ден однапред информација и ние ќе стигнеме таму каде што вие ќе кажете и ќе разговараме со кого вие ќе кажете. Но ние не знаеме со кого да разговараме. Затоа што од една страна официјална Софија вели ова е проблем меѓу Македонија и Европска унија, во ред, ние одиме во Брисел да разговараме и они викаат чекај како разговарате без нас. Па ајде ние велиме ајде со Софија да разговараме. Па тие повторно истото го повторуваат како расипана плоча. Мими, првиот човек на Европскиот совет Кошта во Скопје дојде од Тирана. Што порача таму? Кошта претходно беше во посета на нашиот сосед Албанија, каде што кажа дека ќе биде тешко, но многу е возможно Албанија да ги заврши преговорите за членство во ЕУ до крајот на 2027 година, а иста иднина може да ја очекува и Црна Гора. Да го видиме тука и прилогот на колешката Афродита Рамос. Ќе биде тешко, но возможно Албанија да ги заврши преговорите за членство во ЕУ до крајот на 2027 година, порача председателот на Европскиот совет Антонио Кошта во текот на неговата официјална посета на Тирана. Според Кошта, предлогот на германскиот канцелар Фридрих Мерц пред се однесува на побрз влез на Украина во ЕУ, но за земјите од Западен Балкан, особено за Црна Гора и Албанија, Кошта за сега не советува да се менува пристапниот процес, за кој додаде дека сепак може да се подобри. Regarding the Western Balkan countries, specifically countries like Montenegro or Albania, I think we can clearly walk in the current track because we are in a very good path. We have already created the working group to start drafting the accession treaty to Montenegro. We have all the 35 chapters to negotiate open with Albania. Now, I think we have conditions to start closing some chapters. I think yesterday the Commission presented to the Council a proposal to close 3 chapters. Then we are moving forward and we need to focus on this. Од посетата на Кошта, која ќе биде ова попладне во Скопје пак, според аналитичарот Петар Арсовски, не се исклучува можноста опцијата за креативни решенија во контекст на Македонија да биде спомената, но условот за уставни измени сепак да остане. Многу ќе биде важно да се види дали во неговото обраќање овде ќе спомне главни фрази како на пример креативни решенија, гаранции или ќе го спомне новиот модел предложен со Мерц. Тоа ќе значи дека Европската унија, односно Европскиот совет работи на некаква алтернатива на проширувањето или ќе остане на оние главни пораки за проширувањето со уставните измени како основен услов. Ако биде првото, можеме да се надеваме дека таа идеја се разгледува сериозно, но ако биде второто, ако бидат генерални пораки, тогаш ќе останеме на статус кво
дека уставните измени се единствениот вистински пат. По средбата со премиерот Христијан Мицкоски во Скопје, Кошта турнијата по Западен Балкан утре ќе ја продолжи во Приштина и Белград, а ќе ја заврши в петок во Тиват, каде што ќе биде копредседавач на самитот ЕУ Западен Балкан. Така, кажавме дека во моментот се уште трае средбата помеѓу Кошта и премиерот Мицкоски. Во 18:30 ќе има изјави за медиумите, каде што Канал 5 ќе го пренесува целиот прес во живо по вестите во 18:30. Така е. Ти благодарам, Миријана Мирчовска-Јовановиќ, ја следи средбата на премиерот Мицкоски со председателот на Европскиот совет Антонио Кошта.